Општина Неготино во изминатиот едногодишен период помеѓу двата празника реализираше бројни проекти и активности со цел за подобрување на условите за живот на сите граѓани од градот и населените места. Во време на енергетска и економска криза, без претходни препораки и сугестии, со домаќинско и одговорно работење за половина е намалена потрошувачката на електрична енергија во општината, па така сега општина Неготино на годишно ниво троши околу 1.100.000 киловат-часови, за разлика од пред неколку години кога потрошувачката беше над 2 милиони киловат-часови електрична енергија. Паралелно, во текот на цела година во континуитет се врши редовно одржување на јавното осветлување на територијата на цела општина и се врши замена на останатите класични светилки со енергетски ефикасни. Се заменија светилките во населените места Курија, Црвени брегови, Вешје, Горни Дисани и Галањево, како и во градот на дел од канделабрите. По барање на граѓани се изврши осветлување на дел од улица Индустријска, а се изврши и замена на осветлувањето во спортската сала Младост со поставување енергетско ефикасни LED светилки. Во изминатиот период во Неготино беше отворена куќа на виното за семејните винарии од општината, објект кој служи за промоција, дегустација и продажба на вино. Куќата е дел од проектот Развој на винскиот туризам со обезбедени патокази за секоја семејна винарија, поставен е билборд на автопатот за привлекување туристи, а во Желковата куќа сопствениците на семејни винарии оспособија просторија за промоција на сопствените производи. Преку проектот Вински АПИ и екотуризам во Неготино и околината со средства од ЕУ и администриран од Светска банка, отворена и ставена во функција Винската архива во рамки на проектот за зголемена конкурентност и привлечност на нашата општина како туристичка дестинација, со набавка и опремување и уредување на подрумскиот дел, сите винарии добија можност да ги изложуваат и промовираат своите производи. Во реконструираната и адаптирана стара училишна зграда во Вешје со опремување на 2 простории за едукација со поставен мебел и опрема, административен дел и партерно уредени патеки на постојниот пчелен парк. Во функција е ставен модерниот АПИ центар кој е даден на користење на Сдруженијето Неготински мед, со што се овозможува поддршка и помош во правец на унапредување и развој на пчеларството, како и винскиот и АПИ туризам во нашата општина. Во рамките на проектот Јакнење на прекугранични вински искуства за локален економски развој, извесен период се одвиваат градежни активности за уредување на околината на саат кулата во Неготино. Овој простор се уредува со поставување хортикултура, поставување на урбана опрема, детски играчки и реквизити, изведба на паркинг места за велосипеди и автомобили, како и поставување на електрика, водовод и канализација. Со завршувањето на проектот, граѓаните на Неготино, но и посетителите, ќе добијат пријатно и безбедно катче за одмор и релаксација. Со измени и дополнување на постојните законски прописи се реализира проектот Стимулација за инвеститори, со единствена цел за отворање на нови работни места во нашата општина. Целта на овој проект е преку стимулативни мерки да се привлечат домашни и странски инвеститори кои на подрачјето на општината би отвориле производствени и други капацитети, би се вработувале нашите млади сограѓани и деломно би се запрел процесот на иселување на нашите сограѓани. Во изминатиот едногодишен период континуирано се одржуваа седници на Советот на општина Неготино, на кои советниците расправаа по прашања од делокругот на работата на општинскиот совет и носеа заклучоци, одлуки и решенија во интерес на граѓаните на општината, како во градот, така и во населените места. Во овие 12 месеци функционирање, Советот на општината одржа вкупно 29 седници, од кои 18 редовни и 11 вонредни, на кои меѓу другото се носеа базични одлуки како што се програмите за работа, извештаите, буџетот на општината и други одлуки во делот на транспарентноста. Одржувањето на секоја седница се најавува на општинската веб страница, а заинтересираните граѓани преку социјалните медиуми можат во живо да ги следат седниците на Советот на општина Неготино. Во изминатиот период комплетно се заврши реконструкцијата и асфалтирањето на веќе започнатите 9 улици на кои беа започнати градежни активности, и тоа Велјко Влаховиќ, Енгелсова, Пиринска, Првомајска, Тиквешка, Вардарска, Ѓокомишев, Вано Ташев и дел од улица Марксова. Изведени се градежни работи за реконструкција на улиците JNA со сите краци, Антигона и Едвард Карделј. Започната е изградба на улица во урбана заедница 8 во Неготино.
Реконструирана е и асфалтирана улица во село Курија во должина од 531 метри. Изведени се градежни работи за проширување на кружниот тек кај автобуската станица со уривање на подпорен зид и проширување на постоечката возна лента. Реконструирана е и асфалтирана улицата Браќа Миладинови во должина од 250 метри. Асфалтирани се две улици во Тимјаник во должина од 450 метри. Поплочени се две улици со бекатон коцки во Тимјаник. Тампониран е локалниот пат од Неготино до местноста викана Солена вода во должина од 600 метри. Обезбедени се средства и подпишан е договор за изградба на една улица во село Криволак. Започна изградбата на дел од улица во Пепелиште во должина од 270 метри. Два пати во текот на годината се врши санација на ударните дупки на улици во градот. Поставени се нова линија и приклучоци за технолошка вода за потребите на 35 домаќинства во село Криволак, кои ја имаат привилегијата да користат вода за наводнување на дворните површини. Изградена е атмосферска и канализациона мрежа на улица ЈНА кај основното училиште Гоце Делчев до главната улица Маршал Тито. Се гради атмосферска и фекална канализација од Тимјанички пат до улица Марксова. Со Бирото за регионален развој подпишан е договор за изградба на водоводна и фекална канализација на улица Дојранска и улица Еден. Реконструирана е водоводната линија на улиците Душан Преграц и Димче Мирчев. Во текот на изминатиот период комплетно се санирани и расчистени депониите во селата Долни Дисан, Тимјаник, Криволак, Пепелиште, Тремник, Војшанци, Дуброво, Курија, како и неколку депонии во градот и неговата околина. Набавени се и засадени 230 садници јасен, јавор, липа и други на 4 локации во Неготино. Во селото Тремник, за потребите на најмладите жители, се гради нов детски парк со изведба на патеки на паркова површина, поставена нова урбана опрема и детски реквизити. Обезбедени се и поставени 4 табли за пинг-понг, што резултираше со организирање и одржување на првиот турнир во пинг-понг со масовно учество на наши сограѓани. Поставена е детска урбана опрема кај спортската сала Младост, донација од Ротари клубот од Неготино. Јавното предпријатие Комуналец, кое ја одржува водоводната и канализациона мрежа во градот и дел од населените места, во тековнава година на уличната водоводна мрежа има интервенирано 276 пати, во делот на одржувањето на јавно-прометните, парковските и други површини од јавен интерес во доменот на одржување спаѓаат 153.016 метри квадратни зелени парковски површини и дрвореди, кои се одржуваат согласно годишната програма. Хортикултурно се оплемените околу 500 метри квадратни нови површини со засадување на 3757 садници цвеќе, темјанушки и хортензии. Во изминатата една година, јавното предпријатие Паркинзи Неготино, чија основна дејност е организирање, управување, уредување и одржување на јавните паркиралишта на територијата на општината, успеа да го реши проблемот на граѓаните полесно да стигнат до слободно паркинг место во централното градско подрачје. Во тек е изработка на нови 70 паркинг места долж улицата Маршал Тито и проширување во 3 зони А, Б и Ц, односно 30, 20 и 10 денари на час, кои би биле достапни за секој граѓанин, а ќе бидат ставени во функција за непол месец. Останатиот дел од проектот, кој е во завршна фаза, би бил подготвен за почетокот на наредната година и предвидува нови паркинг места и еднонасочни улици на потек по улицата Партизанска, од семафорите до училиштето Страшо Пинџур, преминот од улицата Партизанска до улицата Маршал Тито пред маркетите Ками Стокомак и дел од улицата Ацо Аџиилов. При крај си активностите за изградба и уредување на детскиот парк, непосредно до клонот Темјанушка, со вградување павер елементи, монтажа на детска лулашка, поставување двослојни корпи и друго. На иницијатива на градоначалникот Стојанов, а со одлука на Советот со однапред утврдена динамика на исплата, се доделува финансиска помош за секое новороденче од општината во висина од 7.000 денари. На сметките на родителите на околу 200 првачиња од градот и селата во општината, исплатена е еднократна помош од по 3.000 денари.
На ученици кои освоиле први места на државни надпревари им беа доделени по 5.000 денари, за второ место по 4.000 и учениците кои биле трето пласирани добија по 3.000 денари, а по 3.000 денари им беа доделени и на нивните ментори. Учениците на генерацијата од општинскиот буџет беа наградени со по 5.000 денари. Преку проектот Општините како двигатели за одржливиот развој на UNDP МОС обезбедивме нова опрема за неготинските пожарникари од територијалната противпожарна единица, а преку донација од германската амбасада набавена е заштитна опрема за потребите на пожарникарите од доброволното противпожарно друштво Повардарец и ТПП Неготино. Преку Бирото за регионален развој и соучество на општина Неготино инсталирани се 10 мерни станици за смарт земјоделство, со кои се овозможува електронски мониторинг на атмосферските влијанија врз земјоделското обработливите површини. 53 граѓани од општината добија субвенции за набавка на велосипеди и електрични тротинети. Веќе цела година функционира проектот Моја патрола, при што граѓаните во секое време можат да пријавуваат проблеми со кои се соочуваат, представниците на Моја патрола се упатуваат на лице место, го регистрираат проблемот и пријавуваат до надлежните сектори во општината Неготино кои потоа интервенираат. Во делот на културните активности за прв пат во Неготино се одржа интернационалниот театарски фестивал Бранко Ѓорчев. По 2 годишна пауза се одржа прекрасната манифестација Маскенбал 2022 година, која привлече огромен број посетители, а вистински спектакл се случи при одржувањето на Неготинската музичка вечер. Општината финансираше и културни настани и манифестации во населените места – Курија, Тимјаник, Вешие, Липа, Црвени брегови и традиционалните џидимирски средби. Во областа на спортот, општина Неготино обезбедува финансиска поддршка на спортските клубови со средства во висина од 4 милиони денари. Го организираше отвореното градско првенство во шах, културно-спортската манифестација Стрит Бал, турнирот во мал фудбал Крсте Велјанов, мемориалниот турнир во борење Јован Димитров, а со 200.000 денари финансиски се поддржуваат здруженијата на граѓани, невладини организации и фондации. Во изминатиот едногодишен период, општина Неготино реализираше и бројни други проекти и активности кои не се застапени во овој аудио-видео материјал во интерес на времето, но за кои граѓаните на општина Неготино беа благовремено информирани.